Исполнувањето на договорот за добрососедство е дел од преговарачката рамка со Европската Унија. Во него ги има членовите 8 и 12 кои предвидуваат одржување на меѓувладини конференции каде треба да се усвојат контроверзните и штетни протоколи кои пак ги содржат и заклучоците од Историската комисија. Ова е вешто смислениот пат спакуван во француски предлог преку кој македонската влада дозволи уцените и барањата да станат дел од преговорите со Европската Унија. Настапот на Османи со таблата едноставно е манипулација и доколку тоа што тој го говори е вистина, тогаш нема пречка спогодбите со Бугарија да бидат раскинати. За жал тие протоколи од 2019 и од 2022 година дополнително надвор од договорот, без согласност на собранието и без прифаќање или ратификација од собранието, создадоа, односно владата во име на државата превзема нови обврски, кои што апсолутно ги нема нити собранието ратификуван. Сега, Бугарија многу јасно вели, а и не само Бугарија, вие видите го и говорот на господинот Ескобар во Америчкиот конгрес, кој што вели да нема да има нови услови надвор од она што досега е прифатено во билатералните односи помеѓу Македонија и Бугарија. Но тие прифатени обврски кои што оваа влада ги направи надвор и без согласност од македонскиот народ, за македонскиот народ се неприфатливи. За Димовски манипулацијата има многу краткотрајно дејство и може да создаде нови поделби во општеството. Нема граѓани и политички структури кои се против европскиот пат на Македонија, потенцира експратеникот. Треба да се преброиме и да видиме кој од нас е спремен да тргува со македонските национални интереси во таа насока. Мислам дека тоа мораме да го надминеме во нашето општество и да создадеме национален консензус кој што ќе значи и патека кон ЕУ, но и зачувување на националните идентитетски карактеристики на македонското општество. За жал оваа влада го нема тој капацитет, уште помалку овој министер, кој што си дозволи многу пати да тргува со одлуки кои што се однесуваат на етничките и идентитетските карактеристики исклучиво на македонскиот народ. Македонскиот народ во моментов не ги носи одлуките за своите идентитетски прашања и ова мора да запре. Во спротивно, вели Димовски, тоа ќе доведе до нови меѓуетнички проблеми. Бура реакции во јавноста и на социјалните мрежи предизвикаа предавањата на првиот дипломат Османи, кој со креда и црташе на македонската јавност зошто било добро да ги прифатиме бугарските барања. Критикуваат експерти, дипломати, новинари за кој настапот на Османи само потврдува дека власта очајнички се обидува да ја продаде и спроведе лажната слика за преговарачката рамка.